Македонија гори, последниве денови дивеат пламени јазици на неколку локации ширум државата. Евидентирани се 10 пожари на отворено во изминатото деноноќие, а од нив активни се 3. Гори кај Градско и во околината на Ново село, но најалармантна е состојбата во Неготино. Загрижувачки станува и пожарот кај Огражден, кој е во близина на бугарската граница, кој е многу тешко достапен за гаснење. Без разлика што е границата, но и така и теренот, така мора да действуваат од двете страни на границата, противпожарните сили действуваат во рамки на специфичните услови на теренот да го изгаснат овој пожар, иако тој пожар не загрозува човечки животи, но загрозува многу квалитетна шума и биодиверзитетот од двете страни на границата, што е големо богатство. Според Центарот за управување со кризи, олеснително е што по одлуката на владата, Дирекцијата за заштита и спасување потпиша договор со двајца пензионирани пилоти на авионите Ер Трактор и тие од денеска се вклучуваат во гаснењето на пожарот во Неготинскиот крај. Освен хеликоптерите на МВР и Арама на располагање во гаснењето на пожарите, се и 3 Ер Трактори во сопственост на Дирекцијата за заштита и спасување, но тие досега беа нефункционални. Благодарение на вчерашната одлука на владата, 2 од 3 Ер Трактори ќе полетаат и ќе се вклучат во гаснењето на овие пожари. На пожарот кај Ново село, на Огражден, над селото кое што не е населено, Бадилен, близу до границата со Бугарија, действуваат екипа од 10 пожарникари професионалци од територијалната противпожарна единица Струмица, кои што беа префрлени таму со хеликоптер, бидејќи од македонска страна е многу стрмо и речи се непристапно. Од Центарот за управување со кризи велат дека за сега успешно менаџираат со хеликоптерите на полицијата, но сметаат дека високите температури ќе предизвикаат проблеми за потешко справување со огнените стихии. Од штабот за заштита и спасување излегоа со апел до граѓаните од Неготинскиот крај, таму каде што е и најопасно. Пештирница, Бела Вода, Калањево, Липа, Брусник и околните места да ги напуштат домовите поради опасност од ширење на пожарот.